Националниот празник на Република Македонија 2 август Илинден со скромна свеченост беше одбележен пред споменикот на револуцијата. Букети свежи цвеќиња положија представници од општинската организација на СДСМ, општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, општинскиот комитет на ВМРО Народна партија, од Сојузот на борци, Армијата на Република Македонија, представници на резервни воени старешини Кут Бранко Чајка, Сдружение на пензионери, воено-полициски ветерани и представници на Српското здружение Свети Сава. Пред присутните собрати председателот на Сојузот на борци Јоцко Димитриевски. Тој истакна дека во историјата на еден народ постојат судбоносни датуми, трагични и величенствени, по кои тој народ се препознава и кои ја определуваат неговата иднина. Македонската историја има два големи историски настани поврзани со изден, но во различни времиња и услови. Се исполни сонот на многу македонски борци и револуционери. Се исполни сонот, се остварија идеалите на Гоце, Јане, Питу, на Страшо, на Мирче Ацев, на Мерџан Јамбарче и на сите борци кои ги положија своите животи на браникот за создавање на слободна своја сопствена држава. Во историјата на еден народ постојат судбоносни датуми, трагични и величествени по кои тој народ се препознава и кои ја определуваат неговата иднина. Македонската историја има два големи историски датуми, поврзани со ист ден, но во различни времења и услови. Тоа се Илинден 1903 и Илинден 1944 година. На првиот датум се крена Илинденското востание, кое покрај големиот почетен успех заврши со трагичен крај. Но, истовремено, со создавање на Крушевската република победи македонскиот дух и свеста од потреба за своја држава. Вториот датум е Асном, величествен по своите резултати. Тогаш е остварено сето она за што намачениот македонски народ местел и сонувал низ вековите за што гинеле неговите синови. Како круна на антифашистичката борба на македонскиот народ и неговата судбина беа донесени одлуките од првото заседание на Асном во манастирот Свети Отец Прохорчински на 2 август 1944 година, со кое практично беа потврдени одлуките од второто заседание на Авној од 29 ноември 1943 во Јајце. Со овие одлуки беа продолжени илинденските традиции за создавање на македонска држава, но во составот на идната Југословенска федерација како равноправен член со другите југословенски народи и народности. Дека е државен празник, во Тетово сведочеше само скромната манифестација пред споменикот на револуцијата во центарот на градот. Општина Тетово празникот 2 август го прослави само со поставување на знамења, нови столб за улично осветлување. На други места во градот нема поставено државни знамења. Вообичаено, денеска во Тетово за 2 август работаат сите локали. Општинската власт одлучи годинава да не испрати свој представник. За игнорантскиот однос на локалната власт, чија должност е да ги организира и одбележува државните празници, макар и со поставување на државни знамења, крајно време е да се позанимава јавното обвинителство, истакна од Сојузот на борци. Во повеќе наврати доаѓале формално од општината, меѓутоа денес ни тоа не беше испочитувано. Апелирам до државните органи, посебно јавното обвинителство, кое што има обврска да ги превземе сите мерки да се почитуваат прописите, законите на државата Република Македонија. Оноа што денес се случува е на некој начин игнорирање на достигнувањата на Република Македонија. И годинава одбележувањето на Илинден пред споменикот на револуцијата организирано од Сојузот на борци. Помина без спомен бистите на хероите Џоце Стојчевски Амбарчи и Тодор Циповски Мерџан, кои локалната власт одбива да ги врати, откако во 2006 година беа незаконски отстранети поради реконструкција на градскиот плоштад. Од Сојузот велат дека општината досега, иако дала безброј ветување, не донела одлука за враќање на бистите. Трпението им е при крај. Планираат на некој од наредните празници сами да ги постават народните херои. Сојузот на борци ќе направи, можеби би рекол, еден последен исчекор, а тоа е
да ги известиме сите јавни институции дека спомениците на нашите два народни херои ние ќе ги поставиме, па дали имало одобрение или не, како што се незаконски отстранети, ние не сакаме да бидеме во конфликт ниту со општината, ниту со државните институции, меѓутоа овој проблем мора да се реши. Инаку изминативе неколку месеци единственото спомен обележје од НОП во Тетово беше наградено со провокативни содржини, но наместо општината која е надлежна за одржување на обележјата, споменикот на револуцијата го санираа представници од музеот на Тетовскиот крај.